Секојдневно нови нешта учам, комуницирам и се логирам, на маусот кликам и од радост бликам. На Google ги пребаруваме работите кои не интересираат. Има и уште многу страници кои се викаат Yahoo, Facebook, MSN, Skype, Hotmail, Live и други. Кој сака да дознае за Леди Гага или Шакира, треба само на Google да се позиционира. На интернет сурфам и учам нови нешта. Запишување во Word станав многу вешта. Научив да пребарувам секоја страна. Ви велам јас, компјутерот се нема мана. Сепак, треба се има на ум прастарата мудрост дека човековата глупост нема сериозна заштита, па и компјутерот. Каква личност ние да ма препишеме пред оваа глупост е немоќен. Денешните деца се помалку скокаат на ластик и играат со топка во парковите. Па тоа е сосема нормално, бидејќи живеат во глобализација. Сакаат да бидат во тек со сите нови модели на мобилните телефони и се љубопитни да знаат што си имаат нивните другарчиња на интернет. Прекомерното сурфање, читување, играње компјутерски игри може да предизвика зависност, но и далеку од тоа. Деца, знаете ли што е тоа сајбер насилство? Да, и тоа постои. Зашто ми пушташ така? Аде бе, што е тоа? Што е тоа? Види го горе! Види го горе! Па не ми се верува, зарем и вакви деца постојат? Ајде, снимај, дечко, ајде! Снимај бе! Ајде, лупај го! Лупај го! Не се жали бе! Не се жали! Само така, ајде! Ајде бе, ќе уди! Ајде бе! На Фейсбук ќе те има, мали! На Фейсбук ќе те има! Ајде! Ајмо, бе! Лупај го, бе! И сајбер насилството е насилство. Не е многу забавно кога ти се случува тебе. Сега слушнете мокни пораки кои нема да ве тргнат компјутерот, туку ќе ви ја подигнат свеста за неговото користење со памет. Во Супер Марио, јас ги собирам сите печурки. Кога ја земам црвената печурка, станувам голем како джин. Кога ја земам зелената печурка, добивам живот. Кога ги земам цвекињата, добивам оружје. Кога ја земам звездата, станувам непобедлив. На крај на мисијата, го убивам големиот гуштер и ја спасувам принцезата. Во Unreal Tournament, во арената на смртта, јас сум бог. Ги убивам и ги уништувам сите непријатели кои сакаат да ме убијат. Имам разни оружја, снајпери, ласери и ракети. Со оружјето што го имам, ги уништувам сите и никој не може да ме победи. На крај секогаш излегувам победник. Постои живот и надвор од видеоигрите, не заборавате да го живеете. Плагијатите лесно се откриваат, на интернет треба да се истражува, не да се препишува. Им благодариме на Метаморфозис за прекрасните едукативни клипови. Здраво.
Здраво. Ти си Милан? Да. Јас сум посеред брат на Лаки 12. Мило ми е. Каде е Лаки 2? Он остана дома, па ме замоли мене да дојдем да те земам, пошто он се срамеше. Аха, добро. А, чекаше многу. Не, само што дојдов. Е, супер, баш ми е мило. Е, Милан. Добре, Милан. Добар ли си? Добар си, тој има ново. Добар си. Дај тати. Дома гледа има форма. А, да. Кој беше он? Па брат на другар, Лаки, од интернет го запозна. Па сега средбивме да се сретнеме. Нема се такви луѓе да искачи. Знаеш ли какви мањаци има денеска? Требаше Лаки да дојде, ама го пратил брат му зашто не може. Добро, само не може да искачиш без тата. Ајде. Дали секогаш знаеш со кого зборуваш на интернет? Луѓето што ги запознаваш во виртуелниот свет, можеби не се тие што се представуваат. Да, луѓето во виртуелниот свет не се секогаш тие што се представуваат. Во ред е да се купува преку интернет, но децата тоа треба да го прават заедно со своите родители. Не дозволувај да те наведат на несоодветно однесување пред веб камерата. Биди одговорен пред компјутерот, како и кога си далеку од него. Точно повториме, не дозволувајте да ве наведат на несоодветно однесување пред веб камерата. Почитувајте приватноста на другите. Употребувај различни лозинки на интернет што ќе ги знаеш само ти. За секоја лозинка прави комбинација од бројки, букви и од специјални знаци. Лозинките се лични, не треба да се споделуваат со други. Почнав да четувам на Facebook пред околу 3 години. Тогаш се сеќавам едва чекав да се вратам од училиште за да можам да се приклучам на интернет. Да зборам со моите така наречени виртуелни пријатели. Проблемот беше тоа што јас со моите вистински пријатели воопшто не комуницирав кога бевме заедно во училиште. А од друга страна, кога бевме сите онлайн, можевме да збориме со часови. Се чувствував послободен кога бев онлайн, а можев да зборам за се и се што на која било тема. За жал, почнав така и да размислам. Дури мислев дека не е кул ако се збори реално, туку само стриктно виртуелно. Можете да имате илјада пријатели на интернет, но важно е со колку од нив се дружите надвор од чет прозорчето. Ако крадете преку интернет со тук идентитет, повторно можете да бидете фатени. На интернет има многу информации, не се сите точни. А сега еве нешто за крај. Turn off и bye bye.